إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Minatio ders zastanavme kada napomnavme дека на посланикот салаллаху алейхи васелам и на неговите другари почна да се влошуваат ситуацијата во Мека, така што курешитите, мушриците, кога видоа дека бројот на муслиманите се зголемуваат, така почна секој еден што се конвертираше, што се правеше муслиман, да го гњават и да го мачат и да му прават сериозни проблеми. Кога посланикот салаллаху алейхи васелам гледаше таа ситуација и тој самиот беше еден од потресен од таа ситуација, така посланикот салаллаху алейхи васелам им препорача на неговите сахаба да направат емиграција за Ел-Хабеша. А Ел-Хабеша е денешна Етиопија, Сомалија, Еритреја. Значи, тој дел на држави во тоа време, во времето на посланикот салаллаху алейхи васелам, се викаше Ел-Хабеша. И во таа држава Ел-Хабеша беше кралство, беше крал еден човек, неговото име Ел-Неџаши. Ел-Неџаши во вистина е име за кралот. Значи, име за кралот, што е крал во таа земја. А неговото име, значи секој што е крал, се нарекуваат Ен-Неџаши. А неговото вистинско име е Асхама. Асхама е, значи, тој беше кралот на таа држава, на тоа кралство. Така нашиот посланик, салаллаху алейхи васелам, кога виде ситуацијата во Мека, дека стануваат секој ден пожестоко и пожестоко за муслиманите, така им препорача да одат во таа држава, зошто во таа држава имате еден крал што на никого не му правит неправда. Значи, на никого не правит неправда. И додека, значи, да останат таму во Ел-Хабеша, додека Аллах субханаху ва та'ала да им дадет излез, да им дадет од таа жестока ситуација излез. И како што беше познато од сахаба ридвануллахи алейхим, дека тие први беа и не каснеа и не чекаа да ги спроведат упатствата и советите на посланикот салаллаху алейхи васелам. И во првата емиграција, значи има тука две емиграции, во првата емиграција за Ел-Хабеша беа 11 машки и 4 жени. Значи беа целокупно 15 муслимани што правеа емиграција за Ел-Хабеша. Значи, оваа емиграција е за зачувување на својата вера. Значи, имат луѓе што прават емиграции поради дуњалокот. Како ние, например. Ние
сме се зеле од Македонија, од балканските држави, сме правеле миграции во чафирски држави. Поради дуњалокот. Поради, значи, дуњалокот, не поради верата. Но сахаба, ридвануллахи алейхим, тие правеа миграција, тие беа, значи, во стање и во состојба и спремни да остават се и се што и најсаканото, но не поради да имат подобар живот, не, туку само единствено да ја спасат нивната вера. Да ја спасат нивната вера. И оние луѓе што не можат нивната вера во овие држави тука да ја спроведуваат, да ја практикуваат јавно, за нив е забрането, шеријатски е забрането да се седи во овие држави, што сме ние тука. Значи, ако не можеш јавно твојата вера, значи намазот, рамазанот, зекетот и хаџото кај дојде треба да го правиш, и џумата, и така натаму, и бајрамите, ако не можеш јавно да ја практикуваш својата вера, тогаш е забрането. Забрането е харам. И останувањето на муслиманите во овие држави имат голема штета за нив. Значи, повеќето муслимани што дошле, што емигрирале поради дуњалочки интереси, повеќето од нив, може би сите речено, скоро, ги имаат нивните деца изгубено. Ги имаат нивните деца изгубено. Зошто? Поради кругот каде што живиме. Поради кругот каде што живиме. Кога посланикот салаллаху алейхи ва селам ни кажува нас дека и животното имат влијание на човекот, а како е тогаш човек со човек? А како е тогаш тој човек ако е неверник? А како е тогаш ако тој човек е неморален? А ти си секојдневно со него заедно и ги слушаш секојдневно неговите зборови. И затоа гледаме, ден за ден се губат тие муслимани што се во овие држави и, значи, цената е многу скапоцена. Цената е многу скапоцена. Но сахаба ридвануллахи алейхим, тие мигрираа за да ја чуваа нивната вера, за да ја заштита нивната вера, за да може да го обожаваат еден и единствен Аллах субхана ва таала. Така заминаа за Ел-Хабеша. Но во првата емиграција, Ел-Хиджра, значи емиграција, хиджра по арапски, во првата емиграција, сахаба ридвануллахи алейхим не се задржаа долго време во Ел-Хабеша. Туку по едно кратко време се вратија пак во Мека. Тука се кажуваат која е таја причина што сахаба ги натера да се вратат повторно во Мека, кога тие најдовеќе сигурност во Ел-Хабеша. Се кажува дека тука слушна им дојде аберот на сахаба што беа, значи, 11 машки и 4 жени, значи, им дојде аберот веста дека меканците, Ел-Кореиш, мушриците, се направија муслимани. Чим се направија муслимани, значи, не постои повеќе опасност за нивната вера, така се вратија во нивниот роден крај, во Мека. И се кажува дека кога стигнаа сахаба во Мека, кога се вратија назад, видоа дека таја вест не беше вистинска. Но ова пренесување, значи причината поради зошто се вратија и така натаму, ова не е аутентично.
значи книгите на биографиите и на историите го спомнуваат овај настан, но алимите велат дека не е аутентично. Дека се вратија, да. Значи враќањето се случило, зашто има две миграции, ама причината дека се слушнало, дека се направиле муслимани и така натаму, за тоа тој дел не е аутентичен. И во првите што направија хиджра, во нив беше Уthman ибн Афан радијаллаху ан со неговата сопруга Рукеја. А Рукеја е черка на посланикот салаллаху алейхи васелам. Значи Уthman радијаллаху ан беше зет на посланикот салаллаху алейхи васелам. И така Уthman радијаллаху ан беше од првите од оние сахаба што му се одзви на советите и на повикот и на упатствата на посланикот салаллаху алейхи васелам и се упати за Ел-Хабеша. Значи и после подоцна Уthman радијаллаху ан исто правеше емиграција Ел-Хиджра за Медина. Значи овај сахаби, зет на посланикот салаллаху алейхи васелам, од првите муслимани, од најпрвите муслимани, имат две емиграции, значи една емиграција е огромна. Една емиграција имат огромни награди. А како е со онај што имат две емиграции направено во патот на Аллах субханаху ва та'ала? Значи овај човек имат голема вредност. Но кога гледаме кај Сејид Кутуб, еден од хаваридж од текфирците на ова време, го навредуват Уthmana радијаллаху ан и го напаѓат и го омаложават. Значи тогаш секој еден треба да се праша себе си дали јас ги сакам оние што ги сакал посланикот салаллаху алейхи васелам или да сакам оние што ги навредуваат и што ги омолажуваат. Треба секој да си го стави ова прашање искрајно меѓу себе си и Аллах субханаху ва та'ала. Дали ти си искрен во оваа вера? Дали ти следиш аргументите или следиш твоите емоции и твоите страсти? А како дојде дека се случило, значи, конвертирање од страна на мушриците во Мека, се пренесуваат дека посланикот салаллаху алейхи васелам, кога го учел сурату Неџм кај Кааба, тука во тек на тоа сура ги фалел киповите на мушриците. И така тоа им се допаднало на мушриците. И тие отишле на сеџда. Но алимите, како Шех Ал-Албани рахимуллах и други претходни алими, велат дека оваа случка, дека посланикот салаллаху алейхи ва селам ги фалел нивните кипови, ова е измислена лажна случка. И ова е во спротивност на Ел-Коран, на Куранот и на Суннетот јасен на посланикот салаллаху алейхи ва селам. И посланикот салаллаху алейхи ва селам е зачуван. Аллах го чувал него од овие работи за посланикот салаллаху алейхи ва селам да паднат во нив. А дека паднале тие на сеџда, дека отишле на сеџда мушриците, тој дел е во Бухари Муслим пренесет, кога тие слушнале ова огромна сура, сурату Неџм, и тие зборови што се говорот на Аллах субханаху ва та'ала во тоа сура, толку тие не можеле да се воздржуваат више самите себе си од тие огромни зборови и така отишле на сеџда.
Ова емиграцијата за Ел Хабеша, се случи во годината петта. Значи во петтата година после објавата. Значи тука стана ситуацијата што пожестока и пожестока во Мека, и во петтата година посланикот салаллаху алейхи ва селам ги советуваше неговите сахаба да се упатат за Ел Хабеша. Но кога дојдоа сахаба во Мека и се утврдија дека таја вест не е вистинска, пак се вратија назад за Ел Хабеша. Но во оваа втора емиграција за Ел Хабеша бројот беше многу повеќе. Беа 83 мажи и 19 жени. Значи 83 мажи и 19 жени што се упатија за Ел Хабеша. Значи сахаба ридвануллахи алейхим, тие оставија за себе нивните куќи, нивното имање, нивните најблиски. Сето тоа го жртвува сахаба ридвануллахи алейхим за задоволството, да го достигнат задоволството на Аллах субханаху ва таала. И не се плашеа дека ќе ги изгубат убајните на овој свет. Не, нивната важна грижа беше задоволството на Аллах субханаху ва таала. Зошто тие многу добро сфатија, многу добро разбра дека тука на дуњалокот е човекот привремено, а неговото патување продолжува и имат да се вратит кај Аллах субханаху ва таала. И тогаш она што вреди на човекот се неговите дела, а не неговото богатство, и не неговите куќи, и не неговите убајни на дуњалокот што ги поседувала. И исто ни кажува тука нас овие две емиграции што ги правеа сахаба ридвануллахи алейхим, докажуваат довербата нивна во посланикот салаллаху алейхи ва селам. Кога ги извести посланикот салаллаху алейхи ва селам, без колебање, без двоумење, одговорија на тие совети сахаба ридвануллахи алейхим и се упатија за Ел Хабеша. Значи сакаа да ги стават советите и упатствата на посланикот салаллаху алейхи ва селам во најблиско време во пракса. Но кога мушриците, меканските мушрици од Куреиш и другите племиња во Мека, кога тие дознаа дека сахаба, еден голем дел на сахаба ридвануллахи алейхим, направија емиграција за Хабеша, оваа ситуација ги вознемируваше нив. Страхуваа тие, за да не најдат засолниште, сахаба да не најдат засолниште во Хабеша и да се уцврстат таму и после да дојдат во Мека и да ја ослободат Мека од тие мушрици. Така долго не чекаа тие, не седеа долго, туку одма правеа и размислуваа следните сплетки. Значи, идните сплетки, како да го убедат тој крал во Ел Хабеша, што неговото име беше Ен-Неџаши, како да го убедат и него да тој нив да ги претерат од неговата држава и тие така да бидат приморани да се вратат во Мека. И така пратија двајца луѓе, курејшитите, мушриците пратија двајца луѓе кај Ен-Неџаши, а тој беше Амар ибн Ас радијаллаху ан и Аммар ибн Валид ибн Мугира. Овие двајца се упатија со огромни поклони, значи зедоа поклони, подароци за Ен-Неџаши и за неговите блиски луѓе, значи за неговите работници, за неговите советувачи. Зедоа, значи, со нив
зедоа со нив, значи подароци, за така да можат да ги откупат и да ги, значи, да ги манипулираат Ен-Неджаши и неговите советувачи за тие што побаргу да ги предадат сахаба на нив и да се вратат тие да бидат приморани во Мека. И кога дојдоа тие двајца во Ел-Хабеша, кога дојдоа тие, пред да зборуваат, пред да кажуваат нешто, Амар ибн Ас ги раздели подароците, му ги даде на Ен-Неджаши, на кралот и на неговите работници. Така што, значи, ова беше нивната, значи, сплетка за така да им ги врзат срцата и да тие значи да тендираат за кај нив, така им дадоа, значи, подароците пред да зборуваат. И после тоа го зеде Ен-Неджаши Амар ибн Ас и го седна до него. И му рече Неджаши, што е потребата твоја, што е барањето твое, така тогаш Амар ибн Ас почна да зборуваат и му кажуваше дека во твојата земја, во твоето кралство, имат неколку наши неразумни луѓе, што тие се дојдени кај тебе и бараат за солништа. Тие не се ни на твојата религија, ни на нашата религија. Така, предади ни ги да ни ги предадеш на нас. Но Неджаши, како што го опиша посланикот салаллаху алейхи ва селам на почеток дека беше праведен човек, дека беше прав човек, Неджаши не остави, значи, да се изиграт од Амара на таков лесен начин. Туку, тој рече, јас сакам од тие луѓе да слушнам директно од нивните усти. Но Амар ибн Ас беше упоран, но Неджаши со неговата остроумност не оставаше да го манипулират и да го изиграт. И тогаш Амар ибн Ас му рече, тие луѓе, кога тие ќе се појават пред тебе, кога ќе ги повикаш сега нив, тие не се поклонуваат на тебе. Значи, дека беше тоа во Хабеша, во тоа кралство, традиција, кога ќе влезеа луѓето кај кралот, да се поклонат. И кога дојдоа тие мушриците од Курејш, Амар ибн Ас и Аммара ибн Валид ибн Мугира, тие му се поклонија на Неджаши. Дошли мушрици, тие нема никаков проблем. Но сахаба, ридвануллахи алейхим, што има сфатено и разбрано јасно дека такви работче му припаѓаат само единствен на Аллах субханаху ва та'ала. Тие не се поклонуваат и не се покоруваат на никое створение, освен само на Аллах субханаху ва та'ала, на створителот на се и се што. И така, кога ги повика Ен-Неджаши сахаба, и кога влегоа тие, значи, во таа збирка на луѓе што беа присутни тука, и тие двајца од Курејш, мушриците, и сахаба не се поклонија. Туку само влегоа и го поздравија. Така рече Амар ибн Ас, а не ти кажав јас дека тие не се поклонуваат? Значи, сакаше да се докаже дека да биде, значи, потврден, да се потврдат неговите зборови. Тогаш Неджаши, ради Аллаху ан, Неджаши ги праша ни сахаба, дали сте вие христијани? Тие рекоа не. Тогаш рече, дали сте вие евреи? Рекоа не.
da li ste вие на она религија на вашиот народ, значи што беа мушриците, обожавање на киповите, рекоа не. Тогаш Неџеши рече, што е вашата религија, што е вашата вера? Сахаба, а тука беше Џафар ибн Аби Талиб ради Аллаху ан збореше, рече, нашата вера е исламот. Тогаш праша Неџеши, што е исламот, што ви учит вас? Џафар ради Аллаху ан одговори, ние обожаваме еден и единствен само Аллах субхана ва таала и не му правиме никаков, во никој случај, ортак на Аллах субхана ва таала. Тогаш Неџаши го праша, кој е тој што е дојден кај вас со оваа религија? Тогаш рече Џафар ради Аллаху ан, тој човек е од нашата средина. Ние го познаваме него и го познаваме неговото потекло. Аллах субхана ва таала го испрати него исто како што ги испрати и предходните пекамбери до нивните народи. И тој нас, значи посланикот салаллаху алейхи ва салем, Џафар му кажуваат, продолжуваат овде. И тој нас ни наредува нас доброчинство, вистината да ја кажуваме, договорите, дадените зборови да ги држиме, да бидеме веродостојни и строго ни забрануваат обожавањето на киповите. Туку ни наредуваат да го обожаваме еден и единствен Аллах субханаху ва таала. И така му вели Џафар ради Аллаху ан, дека ние ги познавме, кога дојде посланикот салаллаху алейхи ва салем и ги читаше ајетите, објавата, тогаш Џафар, ние ги познавме дека тие ајети, таја објава, дека тоа е вистиност, зашто тие знае поезијата, знае магијата, знае гатањето, а тоа не беше ни малце слично на тие. И тие сватија дека ова е објава од Аллах субханаху ва таала. И после продолжуваат Џафар ради Аллаху ан и му вели, така нашиот народ изрази непријателство спрема нас. Значи, кога тие го следеа посланикот салаллаху алейхи ва саллем, така курешитите, мушриците што беа, изразија непријателство спрема сахаба и исто го негира посланикот салаллаху алейхи ва саллем и не присилува нас за ние да ги обожаваме нивните кипови. И така ние емигриравме во твоето кралство, во твојата земја, за да спасиме нашата вера и нашите души од страв од нашиот народ, што не тераат, што не малтретираат и така натаму. Кога Неџеши ги слушаше внимателно овие зборови на Џафар ради Аллаху ан, тогаш на крај рече Неџеши, се тој беше самиот христијан и знаеше многу добро неговата вера, тогаш рече Неџеши, се колнам во Аллах дека ова што го кажуваш ти идет од истата светлиност од она што дојде Иса, значи Исус алейхи салату вассалам. После Џафар ради Аллаху ан, која го праша него Неџеши, што кажуваш ти за Иса, за Исус алейхи салату вассалам, и му кажа дека тој е роб на Аллах субханаху ва таала и посланик на Аллах субханаху ва таала и е син од Марјам, тогаш Неџеши рече, се колнам во Аллах дека Иса, тој самиот, ништо не додаде повеќе од ова што кажувате вие. Кога слушна овие зборови неговите советувачи и неговите блиски од Хабеша, дека и тој тврди дека Иса алейхи салату вассалам е само пратеник и роб на Аллах субханаху ва таала и син на Марјам, а не вели дека е, како што веруваат христијаните, син Аллахов
ili to je samиот Господ, не, никако, туку го веруваше она истото како што веруваа муслиманите и така му рекоа тие нему, дека тие пази се од овие зборови, чувај се добро, се ако слушнат хабешите, значи хабешите, народот на таа држава, ако слушнат тие ова твово верување, тогаш тие имат да ти направат тебе државен удар. Државен удар. Но Неџаши беше тој што Аллах субханаху ва таала му го отвори срцето за исламот, му го отвори срцето за исламот и се пренесува дека Неџаши во исто оваа збирка, во ова, значи, збирка со сахаба и тие мушрици и неговите советувачи, дека тука се имат конвертирано во исламот. Дека тука се имат конвертирано во исламот. И Неџаши рече, јас не се плашам поради укорот на луѓето, кога мене Аллах субханаху ва таала, мене ми го врати кралството. Значи, Аллах беше единствен тој што ми го врати мене кралството, како сега јас да бидам неблагодарен спрема Аллах субханаху ва таала и да не ја следам, значи, вистината и да не ја прифатам вистината. Зошто Неџаши Аллах вели ми го врати Аллах субханаху ва таала моето кралство? Зошто кога таткото на Неџаши пред умирачка, пред смрт беше, Неџаши беше во мали годиња. И така му го остави кралството неговиот татко на неговиот чичко и му рече за привремено, додека мојот син да израсне. Но кога умре таткото негов и Неџаши беше мало дете, неговиот чичко го измами и го продаде за робјак. Значи го продаде за робјак. Но Аллах субханаху ва таала сакаше така, за Неџаши пак да се врати во Хабеша, кога беше возрасен, и пак да си го вратит кралството на својот татко. И ова добро, овај благодат, му го знаеше Неџаши на Аллах субханаху ва таала и му се захвалуваше за тој благодат и затоа не сакаше сега да биде неблагодарник, спрема Аллах субханаху ва таала. И Неџаши стана муслиман. И кога умре Неџаши, посланикот салаллаху алейхи ва селем му клањаше џеназе намаз од Медина. И Неџаши рече, ако не беше моето кралство, јас ке се упатев за Мека и ке му ги бакнував нозете на посланикот салаллаху алейхи ва селем. Значи, овие луѓе сватија вредноста на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. А денеска на нас, ние го имаме суннето на посланикот салаллаху алейхи ва селем во нашите раце и не му ја знаеме вредноста. И бараме вредност кај идеологии што се јасно и гласно во контрадиција на исламската вера. И после велиме, ние си правиме бајрам со себе си, дека ние сме добри, дека сме ние добри муслимани. Во друго пренесување, му кажува Џафар ради Аллаху ан на Неџаши, дека ние бевме луѓе што живеа во џахилиетот, ги обожававме киповите и го јадевме онаше пцојсано и бевме неморални и ги прекинувавме фамилиарните врски и бевме со лошо понашавање спрема нашите комши и онај што беше јакиот во нас, увек му го земаше на тие слабите што беа во нашите средиња. Така Аллах субханаху ва таала го испрати тој посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, што ние го познаваме него и неговото племе и неговата вистиност и неговата доверливост и неговата чест. Кога Џафар ради Аллаху ан увек кога му се обратуваше на Неџаши, му велеше оти кралу, значи му се обратуваше како крал.
Му се обратуваше, значи, оти кралу. Не му велеше оти пес или оти да го навредува нещо. Не. Значи, му се обратуваше онаке достојано. Оти кралу. И ова докажува јасно дека од тие групи, што се од најзаблудните групи во нашево време, текфиријун, тие кога се обратуваат на водичи и на владари, ги навредуваат на најлош начин. Сега ние, многу јасно, нашата вага, што ги мериме делата на секој еден, е многу јасна. Значи, што е Куранот, Сунетот, спрема сваќање на првите 3 генерации. Сега ние затоа учиме биографијата, за да видиме како се понашува сахаба со водичи. И во овој момент не беше уште муслиман Неџаши. Значи беше кефир, неверник. Сега гледаме ние како сахаба беа. Сахаба кој ги учеше? Посланикот салаллаху алейхи ва селем. Тогаш добро. Гледаме сега тие секти како се. Тие прават вака и вака. Значи не се во согласно со она што се сахаба. Тогаш што докажува тоа на нас? Дека сахаба беа во правилен пат, а тие се во заблуден. Значи, она што ја барат вистината, е многу лесно да ја најдет. Но треба да имат отворени гради за барање на вистината. Не со фанатизам, не со емоции, не со не знам некои други работче, не со патриотизам и не знам што, не. Бараја вистината со отворени гради и моли му се на Аллах субхана ва та'ала да ти ја кажи вистината како вистина и да ти ја кажи заблудата како заблуда, за да се чуваш од неја. Значи, вистината ти ја кажи како вистина, за да ја следиш, а заблудата како заблуда, за да се чуваш. За да се чуваш. Неџаши, ради Аллаху ан, на крај на овај разговор со Џафар ибн Аби Талиб, ради Аллаху ан, му побара на Џафар, му рече, дали имаш нешто ти со себе од таја објавата што му се објавуваат на тој посланик, салаллаху алейхи ва селам. И Џафар, ради Аллаху ан, рече, да, секако. И тогаш му читаше Џафар, ради Аллаху ан, на Неџаши, неколку ајети од суратул Марјам. И кога ги слушаше Неџаши овие ајети, овие зборови на Аллах субхана ва та'ала, толку силно плачеше, што неговата брада се намокри. И исто присутните што беа тука, неговите блиски советувачи и попој и така натаму, тие што ги имаа листието нивни во нивните раца, ги наквасија. Зашто видоа тие сватија дека овие зборови не се зборови на човек, не се зборови на створение, туку се зборови на створителот Аллах субханаху ва та'ала. И Куранот е збор на Аллах Джелешану, не е створен Куранот. Ова е верувањето од Ахли Сунна вал Джама'a. Куранот е збор, говор на Аллах субханаху ва та'ала. Аллах има зборено. Не е створение. Ова е акида, верувањето на Ахли Сунна вал Джама'a. И Неџаши, кога виде вистиноста во исламската вера, тогаш им се обрати на неговите работници и им рече, вратете им ги тие подароци на овие. Значи не ги сакаше повеќе подароците на мушриците. И им рече тогаш, ако ми дадете мито, колку една карпа со злато,
znači jedna karpa, jedna planina so zlato, za jaz da gi izdadam, da gi preteram ovije luđe od mojata zemlja, nema da go storam. Zemete gi vašite podaroci. I taka se vratija tije bez uspeh. I sahaba ridvanullahi alejhim ostana vo el Habeša. I poslednji od sahaba se vratija kako Džafer ibn Abi Talib radijallahu anhu drugi vo 7. godina koga se otvori el Hajber se vratija sahaba, a za Hajber, za bitkata na Hajber, ke učime ponataka vo medinskoto vreme to je. Znači, vo bitkata na Hajber, vo 7. godina posle hidžretot, se vratija, znači, poslednite sahaba od El Habeša za Medina. Za Medina, kaj poslanikot, sallallahu alaihi wasallam, zošti tije saka da bidat vo bliskos so naši od poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Znači, vo 5. godina, znači, posle objavata, znači, vo mekansko to vreme, uvek zborime taja i taja godina posle objavata. Znači, ovde se imigracijata beše vo 5. godina posle objavata. A posle hidžretot, koga poslaniko sallallahu go napravi hidžreto, znači emigracijata za Medina, togaž se datirat i ovaj, znači, što imame nije hidžretski datum, što sme v ova godina seja 1441 godina, sprema hidžretot, znači sprema emigracijata. Koja emigracija? Emigracijata na naš poslanik sallallahu alaihi wasallam. Znači, vo 5. godina sahaba radijallahu anhum zamina prava emigracija za Habeša i ostana do 7. Znači, tije se 15 godine sedea sahaba ridvanullahi alejhim daleko nivnite sakani, daleko nivnite rodnini, od nivnite kući i od nivnite ubajni, take i take natamu, samo i samo da ja čuvat i da ja spasat nivnata vera. Posle spomnuvanje to na imame Zahebi rahimahullah na ovije dve emigraciji i slučkite so Nedžeši i take natamu i pokušuvanje to na Kureš da gi vratat nazad, posle toa spomnuvat imame Zahebi rahimahullah vo negovata knjiga Sijar Alamen Nubala, spomnuvat druga važna slučka Inšiqaqul Qamar. Inšiqaqul Qamar, razcepuvanje to na mesečinata. Razcepuvanje to na mesečinata. Znači ova slučka, razcepuvanje to na mesečinata, je potvrdena vo Kuranot i je vo potvrdena vo sunneto na poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Je potvrdena, znači, i vo Kuranot i vo sunnetot. I El-Khattabi, rahimahullah, jedan od alimite velit, deka ovaj nastan, ova slučka je od najogromnite znaci za vistinosta na Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Znači, najogromnite, najveliki znaci. Ova što? Razcepuvanje to. Inšiqaqul Qamar. Razcepuvanje to na mesečinata. A za ovaj nastan, velit Allah subhanahu wa ta'ala v Al-Quran, اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم القمر. Znači, v ova sura, što se vikat Al-Qamar, mesečina, prvi od ajet do treti od ajet, velit Allah subhanahu wa ta'ala, časot se približe. Znači, časot na što na sudnji den se približe i mesečinata se razcepi. A ako gledat znaci,
Ако гледа, значи ти ще увидел тия знаци. Ако гледа знаци, избегнуваат, го въртат гърбот и велят вечна магия. Значи вечна магия, долготрайна магия ова. И тие ништо не прават, освен негираат и ги следат своите страсти. Значи во овие ајети, во суратул Камар, се докажува дека што? За расцепувањето на месечината. Исто пренесуват Енес ибн Малик, ради Аллаху ан, дека луѓето на Мека, меканците, мушриците, му бараа на посланикот салаллаху алейхи васелам еден знак. Да им донесите еден знак за неговата вистиност. И тогаш посланикот салаллаху алейхи васелам со дозвола на Аллах субханаху ва таала е отцепи месечината на две. Така што можеа со бело око, значи, што можеа тие да го гледаат тој да го сведочат. Но пак сето тоа што видоа тие огромни знаци што ги сведочеа тие, што беа сведочи на тој случај, пак на оние што им беа запечатени нивните срца, ова им го направи повеќе и повеќе нивниот куфр и ширк и велеа дека тоа е чиста магија, дека посланикот салаллаху алейхи васелам му има, значи, магија направено на месечината. Значи, тоа се кажува дека ти нивните срца беа запечатени. Овај голем настан е, значи, пренесен и во сунетот, а исто дојден е во Ал-Коран. И некој може да се праша сега, па како е можно ова да се случи? Значи, да се двоумит, може би, тој се колебат, се сомневат. Зошто да се сомневаш? Аллах субханаху ва таала е тој што е створил таа месечина. Таа месечина не била никаде. Тоа небо не постоело, тоа сонце не постоело. Тој што ги создал првиот пат и тој што ги направил сонцето да биде во денот, а месечината во ноќта и така натаму, тој е и мочен, тој е и силен е да ја расцепи на два дела и на колку сакат дела. Значи, ова нема никаква, значи, контрадиција. Нема никаков спор. Значи, за Аллах субханаху ва таала ништо не е тешко. Месечината е од едно од створенијата на Аллах субханаху ва таала. И тие створенија сите се покорни, сакаат или нечат на Аллах субханаху ва таала. И затоа, значи, тоа не е за чудење. Не е, значи, за сомневање ни малце, туку ова повеќе е да ти го имано да ти го појачат. Зошто? Значи, за што докажуваат вистиноста на посланикот салаллаху алейхи васелам. Што ова е јасен доказ. И шейхул ислам ибн Теймија рахимахуллах велит дека суратул Камар, значи тоа сура што се пренесуваат овај настан, посланикот салаллаху алейхи васелам го читаше многу ова сура во збирки, во џумаите, во бајрамите и во други прилики. Го читаше за луѓето да ги слушаат овие знаци на Аллах субханаху ва таала што докажуваат вистиноста на посланикот салаллаху алейхи ва саллем. И никогаш и никој не дојде да го негират овај случај. Значи беше познато во луѓето во тоа време дека овај случај се случил и е вистиност и никој не се сомневаше во тоа. И некој ќе рече, па ние не можеме да видиме како е отцепена.
Таму биле тие секачи или не зна кој намесечина, како да им се досадило. Тие што се качија на месечина, се качија еднож на месечина и не појдоа појчи. Како да открија се и се што во првиот пат и повеќе им се досади, немаат потреба да одат појчи. Значи, мал се треба човекот да размисли овде колку е вистина тоа кажување, закачувањето на месечината. Друга работа, овде се прави човекот онај што е арогантен, онај што е со кибер, се прави џомити се што открил и се што знаит, па останало и за месечината, и за сонцето, и за све, а во вистина човекот е многу слаб, многу и многу незнаен. Еве ова прилика сега со ова пандемија што имаме, корона, COVID-19. Сите земји се поколеници. Сите не знаат кој пат да фатат. А еден вирус е. Кајде е тој човек што знае се и се што и што открил се и се што дури на месечина? Тој откри во човекот се и се што, во телото човечко, па му остане месечината да ја откриват и да ја истражуват. Кај се тие сега не можат дури и ден денеска да направат инекција и вакцина и не знаат дали ќе направат и не знам што други работе и секој ден кажуваат други информации во голем страв и во голема збрка се. Затоа човекот немат откриено од себе си свој само 10%. 10%. А каде се 90%? А каде е небеста? А каде е месечината? А каде е сонцето? А каде се звездите? А каде се планетите? И така натаму. Затоа и ние муслиманите, ова последна точка за вечерва, ние муслиманите, ние цврсто веруваме дека оваа случка се случила, расцепувањето на месечината. Не се колебаме ни 0,1%. Цврсто веруваме. И не сме ни од оние што да чекаме нас, некои неверници да ни го потврдат овај настан, значи да дојдат неверници, научнаци неверници, астронаути, што знам ја, и тие да ни докаже нас вистински месечината, докажуваат дека била на 2. И тогаш ние како силни муслимани и многу убедени муслимани да речеме, види, ова е вистина сега. Зошто вистина доши го кажал тој, Петар Франц Фриц, а не дека го кажал посланикот салаллаху. Ова докажува во вистина голема слабост во иманот, голема, огромна слабост, а за жал, за голем жал, таму, кај нас оđите и на Балкан и на многу други држави, го аргументираат Куранот увек со вакви работе. Тие доктори ова потврдиле, тие астронаути тоа, тие астрофизиканти тоа и не знам што. Нас не ни се потребни. Ти треба да се прашаш себе си, кој е поважен збор за тебе? Аллаховиот збор или зборот од Мајар, од Фриц и не знам што други кои минја? Ти докажуваш овде голема слабост, но така тие таке наречени хоџи, што не заслужуваат тој збор, тоа име да го носат, тие ги имаат воспитано. Тие го има нашиот народ воспитано со вакви големи дефеци и слабости и така продолжуваат ова колено по колено. Но ние муслиманите, вистинските муслимани, немаат потреба некој да дојде од запад и да ни потврди она што е во Куранот, дека е тоа вистина и тоа речеме, вистина сега е вистина. Не, ние немаме потреба. Дали тие потврдуваат или можеби ќе дојде не е ова вистина, ова е лага. Ние велиме не, вие се лажговци. А Аллах кажал вистината и посланикот салаллаху алейхи кажал вистината. А вие се 1000 пати лажговци и 1.000.000 пати лажговци.
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.